си силена. Кај си ти? Кај си главањо? Кај си главањо? Кај си главањо? Кај си главањо? Здраво живо, јас сум Димче и добродојдовте во уште едно мое видео. Ова е реченицата со која што ги почнувам сите мои видеа, меѓутоа ова видео е малце различно. Ова видео го снимам за Сила. Сила е кутрото кое што гледате тука, не знам колку блокира кадрот затоа што е многу големо. Иако е само младо, има околу 9 месеца, меѓутоа е многу голем рас. Пред 3-4 месеца беше удрено од кола тука кај мене на патот и беше оставено така. Имаше скршеница, беше голема борбата со него. Многу луѓе се уклучија во таа борба. Меѓутоа неговата несреќа не заврши тука. После тоа тој закачи многу од кога се опорави од таа скршеница за која што пишував јавно. Значи, да раскажам накратко таа приказна како одеше. Од кога го најдов кутрето во агонија и со искршеници, јас побарав јавно помош и преку моќта на социјалните медиуми добив таква помош, собрав средства за операција на куќето, за санирање на неговите потреби, за неговите рани, за операциите кои што беа потребни, за контролите и за се натаму. Значи, тука моќта на медиумите, на социјалните медиуми дојде во израз и сум благодарен за тоа. Пред се сум благодарен највеќе на луѓето кои што помогнаа. Значи, не само што помогнаа, јас стапив во контакти со прекрасни луѓе со кои што делиме сличен светоглед. И затоа неговата приказна е добра, затоа што тој спои многу луѓе во едно и на некој начин ја прошири својата енергија, иако беше рането и повредено. Меѓутоа, се заврши добро таа приказна, значи имаше тешка операција, носеше како протеза метална неколку месеца, одеше на контроли, си зарасна преубаво, се видите како нов е сега. Меѓутоа, после тоа имаше уште еден проблем, односно се разболе од парвовирус. Сите кои што сте чувале кучиња, претежно волонтерите знаат за каков вирус зборувам. Тоа е многу гаден вирус, кој што го закачи и него, меѓутоа го преживеа и тој вирус. Значи, ова е кутрето кое што немаше добар старт во животот. Значи, што полош старт од тоа, значи, ете удри кола, после тоа да се разболиш од најгаден вирус. Меѓутоа, некако го надмина сето тоа и сега е голем и убав, и среќен и шири многу убава енергија. Ова видео го посветувам за него. Имам снимано едно кратко видео, сакам да снимам уште едно, за да се подсетиме сите на моќта на здружувањето, на моќта на заедништвото и секако моќта на социјалните медиуми. Знам дека живееме во време кога некои луѓе се прават многу паметни, па кажуваат се и се што ова чини, ова не чини, ова е добро, ова не е добро. Меѓутоа, јас учам преку сопствени примери. Па така, ако нешто е добро, тогаш е добро. Не може нешто што не сум го искусил да зборувам. Така да луѓе кои што немаат многу искуство во социјални медиуми или гледаат само таа негативна страна, па ги критикуваат. Исто така и со телевизијата. Не знам веќе тоа што не гледам ја телевизија, ќе ми рече некој, добро, што значи тоа ако не гледаш телевизија? Дека си просветлен, продуховен, што треба да правам сега? Да ви фрламе цвеќиња пред нозите. Не ги разбираме сте тие изјави. Океј, секој си има свој пат и свој развој. Меѓутоа, јас ова видео го посветувам на Сила, на неговата приказна и да се надевам дека ќе мотивираме и некој друг кој што поминува низ овакви работи, да му дадеме поддршка, затоа што активизамот во Македонија е пеколно тежок. Значи, тоа е нешто од најтешките работи на светот. Какви војни, какви Ирак, какви Русии, да спасуваш куќија во Македонија е многу тешко.
Затоа еве јас ја споделувам мојата приказни за тоа како треба да бидеме солидарни со тие луѓе и да сватиме дека они прават пеколна тешка работа. Знам луѓе кои што се занимавале со активизам на спасување со куќиња, кои што доживеале нервен слом на 20 и неколку години. Знам луѓе, да не набројувам примери, се тревожам кога ги спомнувам тие примери, меѓутоа тие се реалност и се случуваат луѓе. Затоа еве преку приказната за сила сакам да апелирам да бидеме малку понежни со активистите и да им дадеме енергија, затоа што го заслужуваат тоа. Ето, сила си отиде, му се здосади. Благодарам на сите што го изгледавте и ова видео. Ви го посакувам секое добро и би сакал да имаме повеќе среќни приказни, отколку негативни и тажни, меѓутоа живееме каде што живееме и моментално мора да се бориме, освен со околностите, треба да се бориме со грди луѓе, треба да се бориме со државата и така натаму, така да тешка е таа работа на активистите во Македонија. Пак ќе кажам, имајте го тоа во предвид. Кога ќе видите следен пат активист, знаете дека тоа е еден човек, прекрасна личност кој што се бори со луѓе, со држава, со финансии, со се и се што само за да спаси невини животи. Ви благодарам. Ете, тоа е видеото за сила. Сила си легна таму. И се гледаме во некое мое наредно видео. Браво, Сила.